Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин е доктор Мирчевски од поликлиника Филип II. Докторе, добро вечер и добро ден. Дојдовте за прв пат во ТВ Ординација. Добро вечер, добар ден. Така. Благодарам на поканата и драго ми е што можам на некој начин да бидам ваш гост. Така, наш гостин сте за прв пат, но меѓутоа на нашата телевизија претходно имате гостувано, снимано емисии во поликлиника Филип II овдека во Струмица на различни теми, но вечер зборуваме за нешто друго. Вечер зборуваме за актуелната тема која што беше пред неколку дена. Станува збор за туморот кој што го извадивте од 26 годишна пациентка од Земјава. Но ајде еве пред да продолжиме, предлагам на гледачите да го видат уште еднаш прилогот кој што одеше на нашата информативна емисија, односно на вестите, каде што зборува не само докторот, туку и пациентката како поминала низ целиот тој процес. 26 годишна пациентка мислела дека има цревни заболувања, кои со текот на времето ги занемарувала, но по одлуката да замине на лекар и било констатирано дека не станува збор за проблеми со цревата, туку во незиниот абдомен пораснал над 20 килограми тумор. Лекарите од поликлиниката Жан Митрев веднаш ја примиле на оделение и по направените анализи и испитувања. 26 годишната пациентка веднаш била оперирана. Доктор Мирчевски веле дека тој долги години работи во областа на абдоменалната хирургија, но ваков тумор досега и не видел. Една млада девојка, околу 26 години, која што дојде на преглед во попладневните касни часови, негде околу 8 саат, која што не сака последните година, 2 година прегледи, бидејќи пак се плашила едноставно од вистината. Вистината е дека она имала проблеми со абдоменот, тој постепено растел, и со прегледот се установи дека не се работи за некоја болест на цревата, како што она мисля дека и се дуваат цревата, дека така имала и болки во абдоменот, него дека се работи за еден огромен процес, тумор кој што постепено расте и дошло до таква големина да почна да има проблеми и со дишењето. За 2 дена веќе ја примивме и ја планираме операцијата која што бараше еден сложен тим, затоа што покрај тоа што туморот беше огромен и од гинеколошко потекло, тој врши огромен притисок во абдоменот. Значи сите органи беа на некој начин потиснати и на некој начин трпеа заради тој потиснување. Дури имаше застој во едниот бубрек ради тој притисок. Пациентката во моментов е во добра општа здравствена состојба. Благодарение на целиот лекарски тим се чувствува добро. Чувствувам супер, со нови сили, едва чекам да се вратам на секојдневието. Супер поминуваат деновите, секој ден со нов напредок, упорност, огромна грижа од страна на сите вработени и така презадоволна сум од се. Мирчевски коментира дека туморот бил толку голем, што започнал да ги притиска останатите органи во абдоменот и доколку останал и понатаму во телото на младата пациентка, ке создадел дополнителни проблеми, но и компликации. Ете така, видовме за она како вовет на денешниот разговор со вас, докторе. Станува збор за тумор кој што го извадивте од абдоменот на 26 годишна пациентка. Точниот бројка на килограми ја знаеме или пак остануваме на она првична со карикирање над 20 килограми? Тука негде околу 20 килограми, површина голема, околу 40 сантиметра и така. Видите сега, ние вадиме тумори од абдоменот и големи тумори, и тоа не така ретко. Тука е проблемот што туморот енормно голем, значи ги поминал сите можни граници и што сето тоа се дешава кој една здрава особа млада, која што могла многу порано да си го реши тој проблем. Не навлегувам зашто тоа не е направено, претпоставам дека го прашање може би само страв од нешто што е лошо и сето тоа го одлагало
доаѓањето на преглед. Така. Но кога веќе теговите биле такви да напросто пациентката и не може веќе ни да дише, од што е огромен туморот и врши голем притисок на диафрагмава и се одлучува да дојде на преглед. Тоа беше малку необично, прегледот беше ненајавен, навечер беше, јас бев втора смена и така се идеше некако мало атипично, што мене не ми беше чудно, има и такви пациенти. Исто така тегобите кај незе не беа толку многу изражени да она можда и требало да дојде порано, она немаше некои жестоки болки или те. Последно време она почна да тешко да диши и тоа највеќе ја натерало да дојде на преглед. Иначе често пати имало од родителите овакво ја терали да дојде на преглед. Сега она сигурно Така, се сепак плашала. одлуката е неизина. Ете тоа е што... Така, докторе, колку време траеше операцијата? Вие кажете сам сте вадели многу тумори, но ваков... Видите, јас сум стар хирург, многу децении оперирам. Сум вадел и големи тумори, оваков тумор не сум вадел. Проблем се тие тумори, па и за операција се проблем. Тука се јавува и еден така наречен физиолошки проблем, стресен проблем, кога туморот се отстрани наеднаш во абдоменот настанува една ситуација кога се ствара еден декомпресија на абдоменот, нагла декомпресија, еден огромен притисок се Така, на некој начин да. се таа декомпресија прави феномени, крвните садови веднаш се исполнуваат со крв и така и може да дојде до многу озбилна состојба, така наречен декомпресивен еден синдром, кој што може да биде некојаш и доста озбилен. Но ние беме спремни и на тоа, затоа што очекуваме нешто такво да може да биде. Иначе пациентката беше со така конститенција малце поастенична беше, не беше некоја пуна особа или така, него нормална, па малку дури према послаба. Така. Она изгледаше поголема со процесот. Техничкиот дел беше исто доста тежок, но беме ние спремни и за него, затоа што прво направиме таков тим. Значи во тимот јас имав покрај колега што ми помагаше абдоминалец, имав еден уролог и као проблемот го насетивме дека може да биде гинеколошки, имаме и гинеколог во тимот. Така. Така да еден сложен тим и тоа е добро во такви болници као што е нашата, кај што може за час да се формира еден добар тим од повеќе профили на хирурзи. Така. Значи, не се само абдоминалци, не се само гинеколози, само уролози, него комплетен еден тим, кај што во секој случај, ако затреба уролог, тоа е во тимот, ако треба гинеколог во тимот и пошто основниот проблем е абдоминален, ипак тоа е една техничка, тешка абдоминална операција и беме спремни на тоа. И немаме некои проблеми околу тоа. Имаме повеќе проблеми во смисол што сакаме сето тоа да иде без било каков ризик. Значи не смееме да ја ставиме пациентката на било каков ризик. Се работи за 24-5 годишна девојка која што на крај испадна и болеста дека е бенигна, не испадна малиген тумор. Значи не смееме да идеме на некој ризик да го изгубиме болниот. Така. И затоа траеше, можда 3 сати, сигурно траеше операцијата. Имаме добра анестезија, анестезиолог кој што го припремиме на некој начин дека таа декомпресија може да даде симптоми кои што ќе бидат за пациентката доста озбилни и драматични. Така, операцијата протече малтене како сите малци потешки операции што ги правиме. Јас сум хирург стар, јас викам нема лесна и тешка операција. Сека операција има некоја своја тежина. Со тоа што на тие тешките операции ние сме комплетно ангажирани. Као тим, као поединец, као и така. Полесните операции некојаш ни одат полесно, дури на некои се одмараме малце. Ама сето тоа е
начин на, ето така, стажот и упрашање, долгогодишен, патологија секојдневна, и живееме со тој начин на живење, со хирургија секој ден. Така, докторе, од пациентката извадивте, нели, тумор еден малку поголем, но извадивте еден помалку. Да, 2 тумора беа упрашање и ние ги приметиме уште на самиот компјутерски на томографијата, приметиме дека има еден огромен тумор, скоро цел абдомен, и испод него еден посолиден тумор, се гледа добро на компјутерот. И така беше и во самата операција. Прво го извадиме огромниот тумор, после го извадиме другиот тумор, и двата тумора потекнуваа од левиот овариум, јајник. Докторе, кажете ми, која е причината да за настанувањето на еден таков тумор, па дури и што е она кое што едноставно го стимулирало туморот за да порасне толку голем? Да. Многу интересно е прашањето, ама некако јас се мислам дека не ќе можам да одговорам најдобро. Ипак е гинеколошки проблем, гинеколошки тумор, но рачунам дека во гинекологија, патологијата на јајниците често пати иде со тие цистични мали творби и така. Со некои ендометрити, па они даваат некои цистични творби и така. Меѓутоа, тука беше проблемот што е тоа енормно големо. Значи, со такви размери кои што не може да се опиша, треба да се види. Така. Значи, и да го опишувам и олкаво корибарите, што и кажат за рибите. Да. Кога ќе се види, се гледа дека е тоа нешто кое што е енормно големо и нешто кое што со голема среќа излезе дека е една огромна ендометријална цистична творба. 2 уствари, едната посолидна, другата, што е на големо задоволство наше и на пациентката добро чудно. Значи, не е карцином, не е малигна болест, незгодна е и таа, ама веќе тоа е отстрането и сега се работи за една особа потполно здрава, која што нормално ќе си оди на тие гинеколошки контроли и прегледи и кое што ќе си биде понатака веќе под некоја контрола. Не сме да дозволи тоа што еднаш е дозволено. Така. Докторе, друго сакав да прашам, вие сте абдоминален хирург, па би било штета еве да не ви искористиме во емисијата. Каде најчесто се создаваат туморите во абдоменот кај човекот? Каде ги имаме, иако знаеме дека во државава немаме никаков регистар за каде, колку и зошто, но меѓутоа еве од вашата пракса. Да. Па во последно време, последните 20 години, можда и нешто повеќе, туморите се во голем пораст. Значи, интересно е што се во толку голем пораст да ние практично се, ако земеме на банална хирургија, жолчки со камења да вадиме повремено некои кили хемороиди оно, основната наша прекупација и работа е туморозната хирургија, значи хирургијата на туморите кои се доста чести. Зашто е тоа така? Многу има предпоставки, од нив многу се точни, стресови, начин на исхрана, наследност, разни зрачења, разни така, мислам, сето тоа допринесува за појава на тумор. Најверојатно и тие се точно е дека е тоа така. Може да се делува превентивно. И веќе на запад, во некои земји кои што се доста вака поразвиени, многу се полага на превентивата. На начин на исхрана, на здрава храна, на здрав живот, на движење, на не знам што, значи и почнуваат веќе они да имаат резултати. Ние се уште сме тука некаде во средината и така. Најчести тумори. Лично јас ги гледам тоа преко нашата патологија. Јас сум некој повеќе од 10 години Филип II, тоа е во Жан Митрев клиника, а пред тоа работев во војна болница во Скопје и го водев еден потежок спрат тамо. Патологијата е таа, отприлика, само се почести сега тие тумори.
најчести ми се чини дека се на дебелото црево. Туморите, ракот на дебелото црево, ракот на желудникот. Почести стануваат ракот на панкреасот и така од уролошките ракот на простата. Гинеколошките се знае матката, дојките и така. Најчести, пак по мене, убедливо најчести се на дебелото црево. Така. Најчесто на правото црево, ректумот, но и друго. После многу близко до таа цифра доаѓа и желудникот. И карциномот на панкреас е доста чест. За жал тој е и најопасен, најмалиген и најтешко се открива. Значи, да се открие карцином на панкреас во почетна една фаза е многу деликатна работа, а многу е битно. Затоа што зависи прогнозата за прилечење на одреден тумор е кога ќе се открие диагнозата. Дали ќе се открие во почетна фаза и тогаш со една хируршка интервенција се излечува болниот, се излекува, значи нема потреба од никакви долекувања или од некој страв дека така. Или ако дојде во некој стадиум, трети, четврти стадиум, кога ние правиме само палиативни операции, кај што можеме само да му олесниме малце на болниот животот, да помалку болка да има, да нема некои притисоци и така. Значи, сите тие фази зависат од диагностиката, кога ќе се открие туморот. И затоа јас мислам дека во најголемо значење во нашата хирургија и најголемо овако треба се придаде на диагностицирање на болеста. Значи, рано откривање на болестите. За рано откривање на болестите има повеќе фактори. Болниот мора да дојде на преглед, не може никој да го донесе него на преглед. Ево, нашиот случај сега беше практично донесена со големо инсистирање на родителите. Така. Значи, треба болниот сам да си дојде на преглед, ако некои тегоби не поминуваат за одредено време. Ајки си даде фора една недела, две недели или еден месец, ама ако тоа почне да се продолжа понатака, нема што да чека, мора да се види што е. Значи, мора да дојде. Тоа е, значи, второ, лекарите. Од матичниот лекар, па се до најголемите специјалисти, мора да се има една хиерархија во лечењето. Не може да лечи секој све. Таа хиерархија, ако се спази, ќе биде како треба терапијата. Ако тоа не се спази, ако некој сака све да лечи, или ако некој мисли дека све знае, тука тоа е голема грешка. Мора да се спази таа хиерархија, мора да се почитува тоа. Доктор, како толкуват тврдењето дека некаде во светски рамки го спомнавме нели како најризичен туморот на дебелото црево, дека е повеќе изразено кај машката популација отколку кај женската популација? Мислам дека е така. Али баш точни податци немам. Така. Мислам дека малку почест кај машкиот пол. Во сето ова размислување доаѓа во обзир и зошто е така и зашто баш тоа е во некој огромен пораст. Има една приказна околу тоа, веројатно е точна. Празнењето мора да биде редовно. Значи, храната е планирано, ингестијата да биде и за 24 сати, човекот мора да иде еднаш по надвор. Во случај да не иде, изметот се распаѓа во цревото, ствара кисела средина. Услови за појава на тумор. Значи, многу е битно тој циклус да се направи како треба, да се јаде таква храна која што прави волуминозна столица, таа прави рефлекси за празнење и мислам дека во превентивата тоа најважното, не друго. Прегледи ово на тоа веќе не е превентива, тоа е нешто сосем друго. Превентива е здрав начин на исхрана. Да јаде храна која што дава столица секој ден. И после доаѓаат другите. Многу професии прават проблеми уврска со празнењето. Тргвачки патници, возачи, ова, она,
деранжирани се, не може тоа така. Но да се сведува на тоа да се направи тоа ако може да биде што поредовно, да биде исхраната поздрава. Сега на тој план многу се работи. Здрава храна па здрава храна, ама таа здрава храна сега е многу комерцијата умешана во нејзе. Точно. Сега прашање што е здрава храна. Иде човек да купи трици, овесни трици, као најздрава храна, прав бубрат, права добра столица. Слични пакувања се сите други здрави храни. И ако не прочиташ добро овесни трици, ќе ти дадат нешто друго. Ефектот не е исти. Така. И многу други работи. Така. Тоа е она што мора човек од себе сам да појде. Сам, ако јас секој пат, и тоа повторам често, човек кој што е умен не смее да дозволи да се разболи, барем од болести кои што можат да се превенираат. Значи, редовна столица до човекот е. Здрава храна, ово ќе најде начин. Мора да се движи. Никој нема да го влече, он мора да биде активен. Движењето е многу битно и за другите работи, за работата на цревото. Така. Умерено да се пуши, умерено да се пие, умерено све да види се. Никој не вика дека тоа е основен разлог за појава на некои болести, некои тумори, така. Ама голем вако е доведува до такви проблеми ако препуштува, например, многу пуши. Последно време карциномите се многу врзуваат со пушењето. На панкреасот, на мокречната пешка. Да не кажам на белите дробови веќе. Така. Здрава храна исто, ипак да се пази што се консумира. Така, така. Има храни со пестициди, има зрачни храни, има. Значи, најголемата превентива во самиот амбиент околу човекот и Така, и како што кажавте и самите се да биде во умерени. умерено, дози. само умерено. Па дури и здравата храна. И здрава. Значи, ако еден човек кој што живее умерено, страда, тоа е нешто наследно. Тука он не може да направи ништо. Така. И само за тоа има неко оправдање што така. Другото све може да се дотера, сем стресот тешко се денеска, он е врзан за работа, за ова, за она, не може. Јас сум хирург, мојата работа е стресогена. Како ја стресов да го тргнам? Така. Или пилотот, или било кој што е со стреснат. Ама нешто може да се направи. Така. Малку бар да се ублажи. Така. Доктор, јас верувам дека вашата работа има многу да се зборува, но еве оставам простор, еве го прекршивме мразот, дојдовте во нашата телевизија, ќе имаме понатака емисии. Нас ти беше многу важно да ве донесеме еве на гледачите и поблиску да доловиме барем мал дел од она кое што се случувало во Жан Митрев и навистина за поздрав и за успех се она кое што сте го направиле и сте успеале еве и за толку краток период да ја реализирате операцијата и пациентката да е нормално со нормални функции понатаму. Благодарам на повикот и апелирам ако може и некој, ние кај нас работи огромна хирургија и кардиохирургија огромна. Така. Огромна васкуларна хирургија. Сето тоа народ треба да го Така. види, да го доживее, треба и тие хирурзи да се ангажираат. Ние сме абдоминалци и ние сме можда и најчесто по телевизиите. Али ви кажам, има и они прават огромни операции. Операции кои и јас, као стар хирург, као искусен, викам, ова е. Да. Така. Ви благодарам уште еднаш, докторе. Да. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и вечерва бевте заедно со ТВ Ординација. Се гледаме наредната тема со нови гости и секако нова тема.